Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Лонгин и преподобниот Лонгин Трудолюбив. Светиот маченик Лонгин, апостолот и евангелист Матеј, опишувајќи го страдањето на Господа Исуса Христа, вели: а стотникот и оние што со него заедно го чуваа Исуса, откако го видоа земјотресот и се друго што стана, се уплашија многу и говореа: навистина овој бил Син Божји. Тој стотник бил овој блажен Лонгин, кој уште со двајца своји војници поверувал во Синот Божји Исус. Тој бил старешина на војниците кои присуствувале на распнувањето на Господа на Голгота. Тој бил старешина на стражата што го чувала гробот. Кога еврејските старешини дознале за Христовото воскресение, ги потплатувале војниците да пронесат лажна вест како Христос да не воскреснал, туку дека неговите ученици го украле. Евреите пробале да го потплатат и Лонгина, но тој не дозволил. Тогаш евреите прибегнале кон својот вообичаен начин. Решиле да го убијат и Лонгина. Кога за тоа дознал Лонгин, го симнувал својот војнички појас. Се крстил од апостолите заедно со двајцата другари и заедно со нив тајно го напуштил Ерусалим и се преселил во Кападокија. Така се предал на пост и на молитва и како жив сведок на воскресението Христово. Со своето сведоштво обратил многу незнабожци во вистинската вера. Потоа се оддалечил во селото на имотот на својот татко. Но еврејската злоба ни овде не го оставила на мира. По предавството од евреите, Пилат испратил војници да го убијат Лонгина. Свети Лонгин со духот го предвидел приближувањето на джелатите, па им излегол во пресред и ги поканил во својот дом, не кажувајќи им кој е. Добро нагостените војници легнале да преспијат, а светиот Лонгин започнал молитва и се молел цела ноќ, подготвувајќи се за смрт. Утредента отишол и ги довел и оние негови двајца другари, се облекол во бели погребни алишта. Ги поучил своите деца во куќата и им го покажал местото на едно ридче, на кое да го погребат. Тогаш им се јавил на војниците и им рекол дека е тој Лонгин кого тие го бараат. Војниците се збуниле и се засрамиле и не помислувале да го убијат Лонгина, но тој ги убедил да ја исполнат заповедта на својот старешина. И били исечени Лонгин и неговите двајца другари. Главата на Лонгин војниците му ја однеле на Пилата. Пилат ја предал на евреите, а тие ја закопале во ѓубриштето надвор од градот. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец? Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Преподобниот Лонгин Трудолюбив. Киевопечерски монах од 14 век.
Бил вратар во манастирот и имал толку чисто и облагодатено срце, што секогаш знаел со какви мисли некој влегува во манастирот или со какви пак друг излегува од манастирот. Неговите чудотворни мошти почиваат во Теодосиевите пештери. Поуки од светите отци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющия Ти. Распнися Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святия Троици, спрославяеми Отцу и Святому Духу, спаси. Поуки од светите отци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Te